на овие СДС, сега ќе им кажам. Јас во Идризово во вторникот бев не само да снимам филм, филмот ми беше повеќе параван, повеќе бев испратен во друга мисија, да ги видам условите, во кои што здравје Боже ќе бидете сместени. Бидејќи нели сум ви рекол, многу ве сакам. Имам некој така емотивна поврзаност со вас, не знам како да ви кажам. Вака ќе ви кажам, во централниот, во затворениот дел во затвореното оделение или дел од затворот нема душеци. Значи, тамо затворениците за душеци се тепаат, така да пред да ве стават тамо можете, додека сте уште на слобода, ги имате парите, ги имате конекциите, бизнисмените што сте им давале, што сте имале нати го, дај ми го, барем да донираат душеци у централниот дел, нови, убави. Мислам, од вас зависи, и вие ќе треба да лежите на тие душеци, ако ме разбирате. Сега, например, гледајте тамо некако, ако успеете, например, у полузатвореното оделение, например, поделение, например, има терени направени за кошарка, за фудбал, ама нема топки. Ако сакате верувате, ако сакате не верувате. Значи, ние снимавме една сцена надвор, требаше нешо кога ја ги фудбал да играме вама тама нешо. И нема топки, нема папушки, издишени, дупнати, полуиздишени, како сакате. Така да ако планирате да играте баскет или фудбал, исто можете да донирате топки во Идризово. Немате проблем со стражарската, со затворската полиција, они се фини, барем во полузатворено оделение. Значи, имаат добар однос изградено со затворениците, тука нема да имате проблем ако сте и вие фини. Сега да, ако ви се игра фудбал, кошарка, она, значи гледајте да донирате топки, стварно нема топки, има терени направено, мислам фини, за играње. Сега ако не сте по фудбалски или топки за кошарка или баскети што ги викаат, топки волнени тамо имате во доволен број, во разни величини. И за топки волнени нема да оскудевате. А фала Богу, мислам дека и по тие топки најмногу сте. Така да не е лошо едното вие праткиве што ги дававте по ЛГБТ со лубриканти да ја пратите и тамо, они ќе стаат негде да се најдат, знаеш, за не дај Боже. А јас ако не го направите тоа, имам Б план, веќе се договорив тамо и со некои внатре затвореници и со стражариве, ќе пратам за почеток едно 20 пакети зејтин, доколку не стигнат на време лубрикантиве, нели? Има тамо кај ќе се чуваат, што ќе се чуваат, најбитно ми е вие да бидете задоволни. И да си поминете, нели, убаво. Мислам колку толку убаво у наредните 10 на 15, 20 години, зависи кој за што ќе биде осуд. Така што тука би го завршил моето излагање, да ја гледаме големата слика. Знам дека ВМРО ја има во глава, знам дека имаат волја, и јас што познам некои луѓе, свесни се дека ги чека многу тежок период и тешка работа пред нив. Стварно се свесни. И затоа ќе имаат мојата поддршка. Се додека се држат до таа визија и се додека преку своите дела покажуваат дека да вистина сакаат да ни помогнат на сите нас кои што живееме во Македонија. До гледање и секое добро. Thank you.